денот во Дневникот денеска се студијските програми на дисперзираните студии во наставен центар Кавадарци на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Ке разговарам со деканот на Факултетот за природни науки и технички науки, господинот Ѓорги Димов. Благодарам што прифативте да бидете дел од нашиот дневник. Ви благодараме на вас за поканата, поздрав до вашите гледачи. Еве за почеток, кои се студијските програми кои што се достапни во наставниот центар во Кавадарци? Вака, во рамките на Универзитетот Гоце Делчев Штип постојат 12 факултети и 3 академии. Од нив моментално во центарот во Кавадарци присутни се Факултетот за природни и технички науки со 2 студијски програми и Земјоделскиот факултет со 1 студијска програма. На Факултетот за природни и технички науки, како што рековте, кажа сум јас декан, неколку години постои, десетици години постои студијската програма за индустријска логистика, по која што мислам дека сме препознаени веќе во овој дел од нашата држава, а ново е што пред 2 години ја уведовме и студијската програма Инженерство за заштита на животната средина, која што е и така интересна и атрактивна студијска програма, која што може да обезбеди воидна добра екзистенција за многу млади луѓе, кои што секако ќе изберат ова студијска програма за школува. Животната средина, рековме, атрактивна. Универзитетот Гоце Делчев Штип ја има оваа програма во наставниот центар Кавадарци. Каков е интересот и кој се може овде да се запише? Ова е многу интересно. Ние почнавме да развиваме нашиот факултет за природни и технички науки е сукцесор или легитимен наследник на Факултетот за рударство и геологија или Рудско-геолошкиот факултет, кој што е најстара високообразовна институција во Источна Македонија, и околу него и околу педагошкиот факултет во тоа време настана и нашиот универзитет Гоце Делчев. Инаку за времето дека уште се бавевме интензивно со рударство и со геологија и со сите операции околу поврзани со овие два комплексни процеси, се наметна идејата, се наметна и потребата дека мора да се води сметка за животната средина. Така да ова студијска програма како парадигма беше внесена уште пред 20 на години во нашите студијски програми, меѓутоа со конкретни студијски програми во Штип почнавме пред точно 20 години, кога е првата трогодишна студијска програма за заштита на животна средина е донесена на ниво на курикулум на тогашниот факултет за рударство, геологија и политехника, се нарекува што веќе нашиот факултет. А веќе со пристапувањето кон Универзитетот Гоце Делчев во 2007 година, веќе имавме развиени 4-годишни курикулуми по заштита на животна средина, која што ги опфаќаат буквално сите области на заштита, рековме, во животна средина, како што се заштита на воздухот, заштита на водата, заштита на почвата, управување со отпад. Значи една комплексна инженерска студијска програма која што се грижи за буквално за сите области кај што можеме да се посветиме како идни инженери за заштита на животна средина. Значи од димензионирање и детектирање на бучува во животната средина, загадување и заштита на водата, отпад, комунален отпад, рециклирање, се оно кој што воидна треба согласно нашите преговарачки рамки према Европска унија треба да го испорачаме како активност за да имаме, ајде речеме, еден статус на членка на Европската унија, мораме да ги веќе нашите закони кои што во минатото сме ги уподобиле према европски директиви и европските рамки, мораме да ги на дело во праксата реализираме. Со новите уписи, колку слободни места ќе имаме на оваа наставна програма? На оваа наставна програма имаме во Кавадарци, значи нашиот број на студенти не е голем. Не е голем ниту во Штип, ниту во Кавадарци, се заедно со редовни вонредни и вонредни со кофинансирање, бројката е 15 студенти на Факултетот за природни и технички науки на дисперзираниот центар во Кавадарци и во принцип станува збор за, ајде пак ќе речем, за инженери кои што не се произведуваат на друго место во Македонија. Имаме подпишано и сега сме во фаза на подпишување на договори за соработка на ниво на размена на студенти со повеќе
така ќе речем, високообразовни институции на Балканот. Тоа го направивме со два факултета од Словенија. Минатата недела претходно подпишавме договори со Хрватска, подпишавме договори за соработка и во фаза сме на договори со Србија. Значи, сакаме да дадеме на Димензија Плюс нова наставна дисциплина, каде што нашите студенти, заедно со студентите по геологија и рударство, ќе можат да напуштат, ајде речеме, оваа традиционална средина, каде што сме добри. Конкретно, ние сме можеби најдобри на Балканот, заедно со Србија, од аспект на заштита на воздухот и димензионирање и квантитативни и квалитативни анализи на се оно, најпросто кажано, што може да го загади нашиот воздух. Имаме една исклучително добро опремена лабораторија Амбикон, која што се грижи за квалитетот на воздухот, водите и почвите, меѓутоа со силен акцент во последните 5 години на воздухот, на развој, инфраструктурен развој на лаборатории и на човечки капацитети кои што може да ги детерминираат и сите оние состојби за загадување на воздухот. Така да можеме оно што сме ние силни да го споделиме со студентите од страна, а оно што ни, ајде речеме, условно како слабост, да го тие студенти имплементираат во државите кај што веќе ние имаме подпишан договор за соработка. Значи, на идните студенти им нудиме една можност да имаат, пак ќе речеме, лимитиран број на студенти, кои што имаат начин да се стекнат со европски знаења, а да ги користат во Македонија за сите оние задачи кои што ни престојат во наредните 10 години. Знаете дека веќе е во завршна фаза, веќе проектот направен, почнуваат и првите активности околу фундирање на регионалната депонија за источен и североисточен регион. И тоа се случува и овде кај Вардарскиот регион. Тоа ќе се случува во Вардарскиот, доста се напред и во источниот и југоисточниот регион. Значи, управувањето со комуналниот отпад го креаме на едно ниво кое што го тражи Европската унија од нас. Значи, формираме регионални центри кои што ќе здружуваат десетина, па и десетици општини и на еден организиран начин ќе вршиме се оно што го рековме: рециклирање, третман, управување со комуналниот отпад на еден системски начин, од кој што ќе имаме, ајде речеме, повратна економија, ќе имаме некои, ќе бидат релативно самоодржливи тие постојки и ќе имаме, ајде, просто кажано, контрола над отпадот кој што го произведувавме. За жал, не можеме да се пофалиме дека имаме сега во овој момент некоја добра контрола и дека добро се грижиме за отпад. Она што, професоре, мораме да го кажеме е дека освен добрата теорија, рековме тука се лабораториите и сите оние инструменти кои што се потребни за следење на квалитет на воздух, почви, така натаму. Тоа дава една многу понапредна фаза за проучување и студирање на самата програма. Значи, инженерските науки нема филозофија, ова се максимално науки кои што мораме да ги дефинираме на факти. Значи, мораме прво да го проблемот да го видиме, да го уочиме, а потоа да го дефинираме и точно да го димензионираме, за да можеме да го решиме. Без употреба на, освен оно што го имаме како искуство на инженерите, мораме да имаме и како употреба на лабораториски средства. Некои се употребуваат на терен, некои се употребуваат во лабораторија, меѓутоа за да видиме дали нешто е добро или не и да видиме неговата состојба и да видиме дали треба да интервенираме, дали се тие параметри отидени над интервентните вредности, мораме точно да го одредиме и квалитативно и квантитативно во лабораториски услови. И затоа, еве рековме, во изминатите 10 години нашиот универзитет и нашиот факултет заедно со владата, со државата, успеа да издвојат значителни средства за да се купат овие инструменти, за да можеме да бидеме оперативни по ова прашање. Наставниот центар во Кавадарци производи и квалитетни енолози, кои што веќе на овој простор работат и создаваат успеси. Така е, значи, ние традиционално тие се две студиски програми, потоа сме и препознаени во тиквишијата, да речеме. Универзитет Гоце Делчев до сега беше овде застапен со два големи силни факултети. Тоа е, како што реков,
факултетот за природни и технички науки и земјоделскиот факултет ја познае по неговата лозарство, воштарство, тоа што рековте, етнолошка струка, а ние бевме до сега познати по индустријската логистика. Значи, индустријска логистика е една сериозна гранка, една сериозна индустрија, која што е во подем, и имаме, за волја на вистината, имаме секоја година, запишуваме доволен број на студенти, доволен број на млади луѓе кои што веќе си нашле свој пат и во државата и во странство и со оваа диплома заработуваат добро и се сноѓаат добро во животот. Оно што го имаме како поврат од нашиот алумни клуб, тие како алумнисти секој што оти на располагање. Ова студиска програма порано беше и во Штип во Кавадарци, меѓутоа проценивме дека е подобро да биде само во Кавадарци, да се концентрираме на ставата само во Кавадарци, како можеме подобро да ја контролираме, подобро да ја развиваме, и мислам дека донесовме добра одлука. Сега во Кавадарци доаѓаат студенти од цела Македонија, од цела Источна Македонија, не само од регионот на Тиквишијата, и мислам дека имаме луѓе кои што секојдневно може да одговорат на она што креираме, инженери кои што секојдневно може да одговорат на она што е предизвик во 21 век, а тоа е логистичка поддршка за компании, транспорт, логистички центри, шпедиции, и оно што е многу модерно, не знам како е кај вас во Кавадарци, меѓутоа во Штип и во другите делови на Источна Македонија, отварањето на диспечерски компании, диспечерски центри, каде што работат млади луѓе, а ние токму за овие голем дел од нивната наобразба и практична и теоретска зарабат токму во ваков тип на компанија. Кога тие ќе имаат знаење од цинџери за снабдување, зарихи, складирање, транспорт, управување со материјали, што е многу битно, донесување на одлуки, тие ќе бидат многу лесно ќе се интеркалираат и ќе работат во било која од овие компании кои што ги набравме претходно. Во овој наш разговор да слушнеме и дали само како редовни студенти може да се запишат на овие студиски програми или може и вонредно да се студира? Значи, ова се релативно интердисциплинарни студии. Праксата пред 10 на 15 години беше дека во инженерството не е пожелно, па и не беше пракса да запишуваат вонредни студенти. Меѓутоа, во овие интердисциплинарни студии е дозволено да запишуваат вонредни студенти. Голем дел од нашите студенти се вонредни, и исто така имаме студенти кои што се, ајде речем, се преквалификуваат. Возрастни студенти кои што имаат завршено обично некое друго образование, не мора да биде дури техничко образование, или најчесто 3-годишно образование, а преку овие студии тие се доквалификуваат, добиваат знаење и потребни дипломи за да може да го надоградат своето знаење, пак е речем животна средина, индустријска логистика, не се фундаментални науки, тоа се модерни интердисциплинарни науки кои што можат за сега да се студираат. Моредно имаме исклучително добри воредни студенти. Еве, оно што не ни уништи, не направи посилни, преживеавме 2 години со корона и короната не научи како можеме да ги користиме distance learning алатките, на кој начин можеме да соработуваме со студентите. Тоа не поучи како можеме да работиме со воредни студенти кои што немаат време да доаѓаат на настава, меѓутоа можеме на дневно ниво да комуницираме преку овие системи кои што уште ги држиме на нашиот универзитет и се уште ги користиме посебно за втор, трет циклус и за воредните студенти. Така да ги повикувам сите оние луѓе кои што мислат дека можат во овие насоки да се надградат, да го или работат па и треба дополнителна наобразба во овие дисциплини, слободно да дојдат да пристапат. Отворени сме за уписи од 15 август па негде до 20 септември не завршува третиот уписен рок. Слободно може да дојдат да поразговараме, може да дојдат да ги видат нашите студиски програми во кампусот, во Кавадарци, во Штип, на мејл, на било кој начин да се информираат за тоа што се случува на факултетот. Јас ви благодарам за учеството. Благодарам.